Во интересен и возбудлив надпревар екипата на Ренова одигра 1:1 на домашен терен против Работнички. Домашните го отворија резултатот во 24-та минута со голот на Ремзи Фаик Селмани. Работнички изамни во 35-та минута со погодокот од пенал на Марио Станковски, што на крајот се покаже и како конечен резултат на овој надпревар. Мислам, немам замерки околу ангажирање на играчите. Мислам дека недостасува таа реализација која ни претходеше и на претhodна утакмица која ја имавме. Створивме неколку шанси, не дадовме гол. Мислам дека таа реализација денеска подбаци. Значи концентрација во тој момент на голот. Следува пауза во првенството поради репрезентативните надпревари. Како ќе се подготвувате, како ќе искористите паузата? Па да, сигурно планираме една пријателска утакмица и сигурно акцент ќе биде на реализација. Нормално дека треба да бидам задоволен со освоениот бод, сепак гостуваме кај Ренова, една екипа која што протежира напаѓачки фудбал секогаш на гол повеќе, исто како и ние. Отворена утакмица, гледачите беа задоволни со утакмица со многу шанси, многу отворена игра, многу акции од двете страни. Можеби второто полувреме и тие имаа некоја шанса, но и ние имавме два зицери за да го земеме целиот пленот од Тетово, каде што секогаш е тешко да се гостува против екипа која што многу ја почитувам, го почитувам и нивниот тренер. Задоволен сум од овој бод, играчите заслужуваат честитки, имавме мал пех поради дефект на автобусот, чекавме на автопат 45 минути, не е едноставно, после сето тоа да дојдеш тука и да изиграш против еден тим како што е Ренова. Честитки за мојата екипа, честитки за екипата на Ренова, им посакувам среќа понатаму. Исто ние се спремаме сега, паузата ќе ја дочекаме поготвени, неколку играчи ќе добијат право за настап и се спремаме за следниот надпревар против Брегалница. На останатите надпревари од петтото коло на првата македонска фудбалска лига беа постигнати следниви резултати: Пелистер Шкендија 2:2, Брегалница Академија Пандев 3:2, Македонија Ѓорче Петров Борец исто така 3:2, Шкупи Скопје 4:1 и Тиквеш Струга 1:1. На табелата во водство се екипите на Шкупи и Академија Пандев со по 10 бодови. Ренова е на петтата позиција со 8 поени, додека Шкендија е на 8-то место со 6 бодови. Во второто коло на втората македонска фудбалска лига Запад најинтересно беше во гостивар, каде екипата на Беса од Добридал го доби локалното дерби против Тетек со 2:0. Головите за домашниот состав беа дело на Екзо Назири и Шериф Реджепи. Историски ден за фудбалскиот клуб Беса, прв настап во втора лига и прва победа, но да се надеваме дека нема да биде последна и на следните надпревари да играме квалитетно. Иако морам да признам, денеска малку имавме притисок, желбата за победа и лошиот пораз од првиот надпревар и малку ни даде психолошки притисок. Иако знаевме дека Тетекс е доста квалитетна екипа која неколку, посебно овие две сезони скоро игра со истата екипа, млади играчи кои што имаат доста искуство, имаат одличен стручен штаб и знаевме дека нема да биде толку лесно, но ги искористивме нашите шанси кои ги имавме во доволен број, како што видовте во прво полувреме го скршивме во точниот момент 20-25 минута. Истото се случи и второто полувреме. Првенството ќе биде тешка, но ние сме спремни за предизвикот и се надеваме до крај на првенството да имаме добри резултати. Не сме задоволни, лош надпревар, како што рековте, заслужено загубивме затоа што не може после една утакмица да мисли дека е првенството завршено. Нити со една победа се станува шампион, нити со еден пораз се испаѓа од лига. Меѓутоа, ако нема континуитет, нешто за што сакавме да работиме, тогаш нема ни да има напредок. Лоша игра, разговаравме и со играчите, не можам да разберам да се почне со еден таков страв, со еден преголем респект за противникот. Борете да респектираш, меѓутоа не треба и така со голем страв да се игра на надпревар кој што може да ти донесе многу повеќе од она што се очекува. Следува пауза во првенството, на што ќе работите, на што ќе се подготвувате, како ќе искористите паузата? Ете, на тие недостатоци што ги имаме. Ќе поработиме малку повеќе на организацијата на игра, затоа што мора да бидеме похрабри. Не може само со дефанзива да се победува, нели? Нормално треба да се нападне. Јас реков, ние ќе бидеме, ќе тежнеме да играме према напред, не само да се браниме и сигурно дека на тоа ќе биде ставен главниот акцент.
На останатите надпревари од второто коло на втората македонска фудбалска лига Запад беа постигнати следниви резултати. Велешта Гостивар 2:2, Кадино Охрид 2:1, Силекс Вардар 2:1 и Воска Кораб 3:1. На врвот на второлигашката табела се Воска и Силекс со по 6 бодови. Беса и Тетек се на 4-та и 5-та позиција со по 3 поени, додека Гостивар е на последното 10-то место со само 1 бод.